Почитувани граѓани, луѓето гинат по необезбедените патишта, а власта со скапи реклами учи како да се почитува животот. За кампањата Почитувај го животот, власта ќе потроши најмалку 500.000 евра пари на граѓаните како што пренесува медиумите. Рекламите течат, а официјално во Македонија има одбележени дури 169 црни точки на патиштата според уште пред 4 години, според Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот. И никој не ги санира, иако тоа е најдобар начин за намалување на несреќите. Во Македонија за црна точка се смета доколку во текот на една година се случиле 4 или 5 сообраќајки. Во Данска, например, тој критериум е многу построг. И за црна точка се смета место каде за период од 5 години се случиле 4 сообраќајки. Поради неодговорност на власта, патиштата се претворија во најголем убиец. Бројот на жртви во сообраќајни незгоди е за 4,5 пати поголем од бројот на убиства. Најкобни се 42 црни точки ширум земјава. Кај клучката Југ, оваа година во Тетово загина 19 годишно момче матурант, а 4 лица беа повредени. Реално се гине насекаде, нема патен правец кој не е опасен. Клучката кај Хиподром, од делницата Скопје Велес, патот Желино Тетово, делницата Крива Паланка Куманово, Куманово Скопје, Скопје Охрид Ќафасан се едни од најопасните делници. Во само еден ден на автопатот Скопје Тетово се случија 4 сообраќајни несреќи поради неконтролирано движење на кучиња скитници. И регионалните патишта се небезбедни. Например, патот Прилеп Крушево има повеќе црни точки кај местото Смилевски Трла Чакор Злидол. Овие опасни делници, овие небезбедни патишта носат жртви. Бројката на загинати само за 6 месеци оваа година е дури 71 лице. Во првото полугодие на 2014 година се случиле 1716 сообраќајни несреќи со потешки последици. Освен загинатите, во несреќите повредени се дури 2687 лица, според статистики на МВР. Безбедните патишта се само една од елементарните потреби на граѓаните. Да се фокусираше власта на изградба и обнова на патна мрежа, наместо да троши милиони евра на проектот Скопје 2014, македонските патишта ќе беа побезбедни и ќе се спасеа многу човечки животи. Сега граѓаните ја прашуваат власта. Уште колку жртви треба да се случат за да го платат непочитувањето на животот токму од страна на оваа неодговорна власт. Благодарам.